Летот од Скопје до градот Монастир во Тунис трае околу 2 часа. Летајки над Средоземно море, во еден миг, како на некоја голема географска мапа, ја здогледавме целокупната територија на малата островска држава Малта. По пристигнувањето на аеродромот во Монастир, се упативме кон нашето одредиште, туристичкиот центар Сусе. Сусе денес има околу 200.000 жители. Бил основан уште во 11 век пред Христа од страна на феникијците под името Хадруметум. Бил составен дел од славната држава Картагина, но локалните раководители во еден миг се сојузиле со римјаните, кои во тоа време војувале со Картагина, па откако оваа држава била освоена и целосно уништена, градот бил поштеден. Потоа се наоѓал под власта на вандалите и византијците, а во 7 век по Христа бил освоен од арапите. Потоа овој град бил под власта на норманите, шпанците, венецијанците и французите, кои му го дале денешното име Сусе. Денес Сусе представува модерен туристички центар на Тунис со многобројни хотели и места за забава. Народот во Тунис главно зборува француски, но има и такви кои зборуваат англиски. Секој поголем град во Тунис има централно место на кое обично се сместени поедини објекти со историско значење, успешно вкомпонирани во современите објекти. Овие места се викаат Медина. Со такси се возиме за Медина за 4 динари. Во интересен спој меѓу солидно опремени дуќани и палмата шо Чекайте, деца! И староремски амбиент средновековни тврдини.
Плажите во Тунис се наплатуваат, но цените не се многу високи. Важно е тоа дека се сместени во самиот центар на градот, па од повеќето хотели во Сусе до плажите се стигнува пеш. Поголем дел од плажите имаат објекти за храна и тушеви, а некои од нив нудат и разни видови летна забава за туристите. Ги почувствувавме земјата и водата во Тунис, па посакавме да го почувствуваме и небото над оваа убава земја. Значи првите впечатоци од Тунис. Времето е исто многу топло, само навечер е малку поиздржливо, не е толку неподносливо жешко како у Египет и Турција. Стандардот е негде меѓу Египет и Турција. Цените се како кај нас, како у Штип. Сепак е во познато туристичко место. Луѓето се малку понапредни, например жените одат слободно на плажи, возат коли за разлика од Египет. И продавачите не се уопште нападни да те терат по секоја цена да улезеш у продавницата, да пазаруваш и така. Плажите се одлични, водата од чешмите се пие, за разлика од Турција и Египет. И тоа е тоа. Во рестораните во Тунис превладува морската храна, проследена со обилно количество од овошје и зеленчук, иако има и европски јадења. Не недостасуваат ниту благите јадења, кои ги има во изобилство од секаков вкус. Да се посети Тунис, а да не се спомне Картагина, е исто како да го посетите Рим, а да не го спомнете Римското царство. Остатоците на Картагина се сместени во близина на главниот град на Тунис, кој исто така се вика Тунис. Денес овој град со пошироката околина има околу 2,5 милиони жители. Во самиот центар на градот Тунис е сместен објект што наликува на триумфалната капија во Париз, што секако дека представува дел од културното наследство од француското колонијално владење со оваа земја. Сепак, градот Тунис има далеку постара историја, а тоа е историја на светски познатата држава Картагина, чиј најпознат владетел бил Ханибал. Картагина била формирана во 9 век пред Христа од страна на блискоисточниот народ феникијци и со векови била најмокната поморска сила во светот. Во 3 век пред Христа дошло до судир на интересите помеѓу Картагина и Рим, што резултирало со 3 меѓусебни крвави војни, познати под името Пунски војни. Во втората Пунска војна, картагинците начело со Ханибал преку денешните територии на Шпанија и Франција извршиле напад и врз самиот Рим, па малку фалело овој град да биде освоен, а Римското царство уништено. Но тоа не се случило, па за време на Третата Пунска војна римјаните ја освоиле Картагина, која целосно била уништена. Градовите биле срамнети со земја, населението убивано и одведено во робство, а биле уништувани дури и уметничките дела што ги создале картагинците. Заради ваквото сурово однесување на римјаните, денес има релативно малку автентични остатоци од Картагина. Подосна римјаните ги обновиле некои од градовите според сопствениот терк, но тоа веќе не била автентичната Картагина.
Да го кажеме и тоа дека за време на пунските војни, античката македонска држава била верен сојузник на Картагина во војната против Рим, за на крајот и самата да биде уништена како држава од римјаните. Развеаните македонски знамења од страна на неколкумина македонски туристи на достатоците во Картагина на символичен начин како да потсетија на ова дамнешно сојузништво помеѓу Македонија и Картагина. Ово се надгробни споменици на картагинците што загинале у пунските војни против римјаните. Многу малку има споменици останати од самата Картагина, од римјаните се уништили и посипале со сол. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي. أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها. Sta sami u gradчето седи Бусаид. Ajde, on ko će kaže toga. Ajde, majka. Ово е едно градче, како Крушево. И сите прозори и врати се со сина боја, а зидовите на куќите со бела. Има многу дуќани, нормално. Ако го посетувате Тунис преку летото, обавезно да го посетите замокот Ал Захра, сместен недалеку од Сусе. Таму туристите ги чека незаборавно спектакуларно шоу, какво досега не бевме виделе во ниту една држава. Најнапред, уште додека е ден, стигнувате пред замокот Ал Захра, каде одите на разгледување на типичното туниско село и каде присуствувате на традиционална туниска свадба, се разбира подготвена од артисти. Зад мене е импровизирана представа на традиционална селска туниска свадба. Пазарат се изеа, дедото изето, тако нешто. Сега ги снимаме малко. Ospiti italiani, vi invitiamo a ballare con noi. Dai, dai, tutti!
Vous restez avec nous, on va refaire encore une fois. Bonsoir à tout le monde. Please, if you didn't see the marriage, stay with us. Our show will be... Потоа следуваат акробации со коњи, чии актери воситуваат со својата вештина. Следува вечера внатре во замокот, за време на која во живо и на видео бим присуствувате на уште една представа со туниски фолклорни танци, стомачни игри и факири. По завршувањето на вечерата, составена од традиционалното туниско јадење кус-кус, излегувате пак надвор каде присуствувате на вештините на неколку теголтачи на оган и на танцот на убавата танчерка, кои завршуваат со општа веселба на која се приклучуваат и туристите. Но се лажете ако помислувате дека со тоа вечерта во Ал Захра завршува. На интересниот дел доправа почнува, а тоа е спектакуларното ласерско шоу кое се одвива во големиот театар на отворено, сместен од другата страна на замокот. Публиката седнува на трибини, а пред нив долу се одвива представата во која учествуваат стотина артисти, десетина коњи, па дури една вистинска античка галија. Подиумот, освен од 100 метри долгата стаза, се состои од отворено езерце, од кое повремено излегуваат огромни водоскоци, а над него се извишуваат зидини на огромната тврдина, на кои повремено се проектираат најразлични слики со огромни димензии, кои нашата камера не можеше во целост да ги долови. Тема на овој спектакл е историјата на Тунис, уште од основањето на славната Картагина, па преку антиката и средниот век, се до најново време. Додека се одвива спектаклот, се слушаат коментари на неколку јазици едно по друго, кои ги опишуваат настаните што ги гледате пред себе. И сето тоа е проследено со игра на ласерските зраци, со огромни проекции и со глума во живо. Се на се еден невиден спектакл кој никако не смеете да го пропуштите. عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي
أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. Своевидна атракција во Тунис е и зоолошката градина Зоо Фригија, исто така сместена во близината на Сусе. Овде животните се пуштени во полуслобода, а специјално за туристите се организира и шоу со фока и морски лав. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. Луѓето во Тунис се љубезни и темпераментни. Музиката и вревата по улиците буквално не престануваат преку цела ноќ. Тунис е држава далеку напредната во туризмот и таму можете да доживеете единствен спој помеѓу забавата, средбата со културно-историските споменици и капењето во топлото Средоземно море под врелото сонце без ниту еден облак. Тунис е уште една држава која обавезно треба да ја посетите.